Покрај незадоволството на дел од вработените во градинките, сепак тие со двосменско работење ќе започнат во понеделник. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска најави дека огромниот дефицит на работни места ќе се пополнува по изборите, а до тогаш решение за проблемот ќе бараат општините. Сметам дека во овој предизборен период, доколку се наоѓа потреба за дополнителни вработувања од итен и неодложен карактер, и како општините може да вложат во потребите на нивните граѓани кои што ги обслужуваат како општина и да го зголемат бројот на вработени, а ние како министерство по изборниот период ќе дадеме согласности за истите и тие ќе се бидат вклучени во градинките како негователи или воспитувачи согласно каков кадар ќе има потреба. Според министерката Царовска, изминатите 11 години во градинките бил направен сериозен недостаток од кадар од повеќе од 2000 луѓе и системски се рушела заштитата на децата. Од Синдикатот за образование, наука и култура пак стојат на ставот дека одлуката за двосменско работење е избрзана и апелираат да се почитуваат работничките права на вработените во градинките. На апел до сите оние директори кои што одлучиле да организираат втора смена, да не се ни обидуваат да го изменат работното време на воспитувачите и на негователите, односно да го применуваат работното време како што било и досега, пропишано со закон и колективен договор. Имаме информации дека во некои детски заштити, во некои детски градинки, директорите се обидуваат, немајќи доволно кадар, да го зголемат работното време на негователите и воспитувачите, заради обезбедување на втората смена со кадар. СОНК енергично ќе застане во одбрана на правата на работниците по однос на закон и колективен договор. Организацијата на работењето на градинките е оставена во рацете на раководителите на градинките. Инаку, освен нови вработувања, од Министерството за труд и социјална политика најавија изголемување на платите на негователките и воспитувачките во градинките.